Во пресрет на утрешните празници, еве мал вовед за тоа што се ќе слават православните христијани. На 1 јануари според стариот, односно 14 јануари според новиот календар, македонскиот народ празнува 3 празници: Обрезение Господово, Свети Василий Велики и православна Нова година. Поради совпаѓањето со празникот на Свети Василий, овој празник во народот најчесто е познат како Василица, а тој најповеќе асоцира на обичаите и верувањата поврзани со новата година. Василица се паѓа во периодот на така наречените некрстени денови, период што трае од Божик до Водици, кога според легендата Исус не бил крстен и ѓаволите се мачеле да го излажат да не се крсти и да не си ја исполни волјата Божја. Се верува дека овие денови за човекот се опасни, бидејќи тогаш мртвите се во движење, разни вампири, караконџоли, вештерки, самовили и други нечисти сили се активни и на сите начини сакаат да му напакостат. За заштита од овие негативни демони, човекот во овој период избегнувал некои потешки работи, но изведува и разни магиски заштитни дејствија. Особено познати се некои обичаи како баварските, русалиските и слично, од кои траги на почвата на Македонија се одржале до ден денес. Посебно интересна е една драмска игра со маски која се среќава на теренот на цела етничка Македонија, но секаде со различни имиња според имињата на учесниците во играта. Во Охридско Василичари, во Битолско Бабари, во Скопско Джамалари, во Тиквешијата Джаламари, во Разлошко Сурваскаре, во Костурско и други места во Егејска Македонија Ешкари и така натаму. Иако во повеќе места оваа драмска игра се играла во текот на сите 12 некрстени денови, сепак таа најчесто е поврзана со празникот Василица. И на Василица, како и на Бадник, групи деца најпрвен околу заедничкиот оган, а потоа одејќи по куќите низ селото или градот, пеат пригодни песни за што добиваат подароци. И овие песни, како и коледарските од Бадник, немаат развиена мелодија, туку се кажуваат со скандирање со карактеристични извици на почетокот и на крајот, а и во мотивска смисла се блиски. Низ песната се искажуваат многу убави желби и благослови за родна година. Децата исто така носат прачки, дренови или сливови, со кои ги удираат луѓето, особено старите и болните лица. Обичај што се вика суровење, што значи и тоа да се сурови, здрави како прачката. Тоа се прави и со домашните животни, особено со коњите, воловите и овците, поради што домакинот василичарите ги одведува во шталата. Почитувани во пресрет на утрешниот празник, познат меѓу народот како Василица, ќе зборуваме со ѓакон Драган Ѓоргиевски, представник на Македонската православна црква, односно на Преспанско-Пелагониската епархија во Битола. Добре дојдовте и ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од утринската програма на Мега телевизија. Благодарам на поканата. Луѓето често кажуваат дека утре е Василица. Меѓутоа, според Македонската православна црква, утре имаме 3 празници. Кажете ми малку повеќе околу овие празници. Да, навистина, утре многу празници во еден датум. Се слави завршувањето на годината. Исто така се слави еден важен настан од животот на Христос, обрезувањето на Господ Исус Христос, што се случило 8 дена по неговото раѓање. И исто така е празникот Свети Василий Велики, голем учител на црквата. И во еден ден славиме 3 големи важни нешта. Да. Кажете ми повеќе околу обрезанието Христово. Што проповеда црквата токму за овој празник? Да. Може би тоа е и главниот празник, основниот празник, и самата богослужба му дава поголем акцент на обрезанието Господово. И така како ги наредиме, може би било обрезание Господово, Василица и на крајот на годината, кога знаете, секогаш кога завршува нешто се прави рекапитулација, се вртиме назад да видиме што беше, како беше. Празникот обрезание на Господ Исус Христос е настан кој се случувал 8 дена откако се роди Христос, знаете, во Витлеем, во пештера, и според еврејските правила, според Мојсевите заповеди, требало машко
то дете да биде обрезано на 8-миот ден. И тоа Христос го прави, значи ги исполнува сите правила, и тој и самиот ке рече, јас дојдов да исполнувам се. И на овој празник има една таинствена смисла, бидејќи со тоа што Христос, Божи син, се раѓа како човек од Марија, од Богородица, го исполнува и ова како знак на припадност, значи потврда. Тоа е во суштина и продолжување. Значи Божиот син не му сметаше, не само што не му сметаше, туку сакаше од љубов кон нас да се снижи и да се роди дури во една штала. Замислете, во штала ниедно човечко суштество не му доликува да се роди во пештера, во штала, во темнина. Но тоа Христос го направи и воопшто не му беше мака. Така го направи и она што следуваше, за да биде се според законот, се обрежа на 8-миот ден. И затоа обрезувањето на делото, телото на свое е потврда дека е во исто време и еден од нас, дека Христос е и човек. Оној што е Бог е и човек во исто време. И тоа е таинствената смисла, колку може Бог од љубов кон нас да направи. Се може да направи љубејќи на нас. Многу интересно, овој празник многу одговара и со Божик, бидејќи е едно природно следување на настаните. Пред малку спомнав дека Христос се родил во темнина. Имено кога Богородица доаѓа во Витлеем, таа чукнала на многу врати, но не ја отвориле, бидејќи од една причина имало многу дојдени во Витлеем заради пописот, за кој што пишува Новиот Завет. Но исто така никој не сакал да ја прими, бидејќи таа била пред да се породи. И така доаѓа, замислете, сега иди сега Божиот син да го спаси светот, да не учи на љубов, на простување, на мир. И луѓето не му отворат вратите. И затоа Христос се раѓа во пештера, во темнина. Има едно пророштво запишано во Стариот Завет кој вика: оние кои седеа во смртна сенка им огреа светлина, силна светлина. И ако видите на иконите на Божик, што се раѓањето Христово, ќе видите дека во центарот на иконата е една светла точка, тоа е Христос, до него Богородиците осветлена. Но во пештерата владее темнина. Сега Христос е светлината што дојде да им свети на оние што се во темнина. Па можете да предпоставите кои се оние што се во темнина. Така, кога станува збор за Свети Васили Велики, или попознат меѓу народот како Василица, се врзува еден обичај каде што мазник пита со паричка во тесниот круг на семејството се врти и оној кој што викаат, нели, ќе најде паричката, ќе биде најсреќен во таа година. Може ли да ми објасните како се врзува ова верување согласно, нели, самиот празник? Да. Па, веројатно тука се спојува сега на славењето на новата година и славењето на чудото што се случило поврзано со Свети Васили. И трета на работа што е поврзана со сите луѓе, љубовта на луѓето кон едни кон други. Тука се ми се чини поврзано. Ке почнам со Свети Васили. Васили Велики е многу важен за црквата, неговото учење. Тој напишал многу важни трудови, важни работи, ни оставил зад себе во однос на учењето на црквата, толкувањето на Новиот Завет, богослужењето, многу, затоа го викаат и вселенски учител, Свети Васили Велики. Но конкретно настанот во Грција викаат Васило пита. Дори ја поврзуваат со името на Свети Васили. Значи, пита во кој има паре, нели? Се случило нешто вакво. Значи,
во времето на Свети Василий живел Свети Јулијан Отстапник, апостата, како го викат некои. Значи, тој бил цар кој, за разлика од неговиот претходник, се одрекол од христијанството и почнал да го прави оно што го правеле римските цареви. Наметнал страшен прогон на христијаните. И така се случило градот во кој што Свети Василий бил владика да биде нападнат од Јулиј Отстапник и со цел да го умоли царот да го поштеди градот, да ги поштеди луѓето во градот кој што живеле. Василий одлучи да соберат заедно сите пари, злато што имаат, секој што како има, и да се обидат на тој начин да се ослободат од заканата. Но што се случило? Јулиј Отстапник загинува во една битка пред да стигне тука во градот. Василий тоа го дознал. И сега сакал да им ги врати, се што се собрало да му биде вратено на вистинскиот собственик. И тука се случува едно чудо. Значи се месиле многу пити, многу лебови и така натаму, а Свети Василий ставил одредено количество на злато и пари во секој од нив. И ги раздал лебовите назад на народот. И што се случило? Во лебот си го добил оно што го добил. Сега со ова се поврзува, значи ставањето на паричка, конкретниот историски настан. Сега другиот настан. Дали има поголема и повозвишена работа од тоа да седнат луѓето заедно на маса и да јадат. Значи, тоа е круна на љубовта. Значи, многу е убаво кога колку што можеме денес, кога се чекаме дома за ручек, за вечера, тоа и да го правиме. Бидејќи тоа е оно што ни фали, ми се чини, дека сите си живееме со своите обврски, со своите животи, но се забораваме ни со други. А кога ќе седниш на маса и кога ќе го делиш лебот со тој што го сакаш, тоа е веќе круна на љубовта. Значи, тоа јадење веќе нема да биде обично јадење, туку ќе биде заедничарење во љубовта, во живењето заедно и така натаму. Затоа, нашиот народ, и да речем, се собираме стално. Значи, и ги каниме луѓе, каниме и пријатели. Убаво би било да каниме и некои што не ни се пријатели. Така може би ќе не станат и точно пријатели. така. Има за еден цар кој разбрал поправо дека сакат да го убијат. И советниците му кажале: тие и тие се виновници. И тогаш царот, знаете што направил? Организирал вечера и ги поканил непријателите. И почнал самиот лично да ги служи. И тогаш овие советниците му кажат: што правиш? Тие сакат да те убијат. И му рекол: слушајте вам, лесно е тоа да го направам. Ама на тој начин ќе го завршам јас моето царство, моите деца ќе бидат убиени од нив, бидејќи нивните деца ќе се одмаздат. Затоа поарно е непријатели да ги направам пријатели, отколку да си создадам уште поголеми непријатели. Затоа би требало да не научи Василица на тоа да каниме луѓе да јадиме заедно со цел да се смириме. Така е. И паричката во суштина, таа среќа е во суштина таа кога се собираме. А другото, на кого ќе му падни, ми се чини дека тоа е споредно, бидејќи малечките дечиња се радуваат. Се случува тоа една интересна работа. Не еден да му падни, пак сите се радуваат. Така е. Секој сака да му падни, но во суштина сите се радуваат. Така е. И тоа можеби е така. Смислата на празникот. Сега можеме да одиме подлабоко во етнолошките значења. Не, прашувала околу некрстените денови. Тие се конкретно, нели, ако не грешам, до Водици или Богојавление. Да. Меѓутоа, уште една традиција покрај питата со паричка е врзана конкретно, нели, на Василица, посебно и во Вевчанскиот дел, каде што се организираат така наречени маскембали. Ги имаме тие бабари,
кои што ни се познати тука во Битола, каде што со страшни кожи, звонци, рогови, животински крзни облеки шетаат по улиците, удираат со стапови, со оправдување дека го бркаат лошото. Колку црквата се сложува со овој обичај? Колку овој обичај пречи на учењето на самата црква? Пака, во црквата секој што живее со својата слобода и стои пред Бога. Така што многу добро еден отец кога разговараме вика секој слободен да си прави што сака, но да не греши. Па така, јас не би ги коментирал овие работи. Можеме да кажеме како стојат нештата. Бидејќи не можеме сега и да речеме дека тоа е вака или така, па да осудуваме некој што ете тоа и го прави и уште повеќе да ги збуниме луѓето, да речам. Во однос на некрстените денови. Нема ден што не е некрстен, во смисла нема ден што не е свет. Сите денови се свети. И полезни. Во нашата вера, нели, секој ден ни е празник. Да, па во календарчето има многу празници. Сега, некрстени денови, тоа како, тоа пак народот си смислил педагошки некои цаки, да ги речем, за да може полесно да ги памти. И некрстени денови, во која смисла? Значи, во древноста, Божик и водици, богојавление, празникот, биле споени во едно. Сега, пред Божик има пост. Сега, бидејќи богојавление исто така голем празник, а веќе пост имаше пред Божик, тие неколку дена кои го разделуваат Божик од богојавление, значи се време за радост и за дружење, за сакање, за посета на едни на други и така натаму. И во таа смисла, во тие денови нема среда и петок, оне вообичаен пост и така натака. И од тука народот, значи, ги прогласи тие денови за некрстени. Значи, во етнологијата, значи, тие го запишуваат она што го слушаат од народот. Значи, народните верувања се дека тогаш се случува водата не е крстена, природата е дива и така натака, но според христијанското гледиште, тоа не е така. Зборам според учењето на. Значи, тоа е време за радост, време за, да речам, созрцавање, не знам дали ме разбирате, така да го сватиме значењето на празниците, да си го сватиме значењето на животот, смислата, да си најдеме што ни е битно во животот и така натака. Кога ете баш имаме можност да се посетуваме едни со други и да се дружиме. И во таа смисла е, значи, тие неколку дена така и се нарекуваат. Инаку денот пред богојавление е тогаш водокрст и тогаш има строг пост. Значи, не се не пие ни вода. Да. Значи, тоа е баш во контекст на тоа дека има еден мал пост пред големиот празник богојавление, што ќе биде сега на 19. Драган, ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека и во наредна прилика ќе бидете дел од нашата утринска програма, кога на самите гледачи ќе им доловиме одредени моменти како одредени празници навистина се празнуваат, кое е нивното значење и како да продолжат да го слават. Благодарам.